во издание на регионалните вести. На двата универзитети во Тетово денес започна новата академска година. По тој повод беа одржани пригодни церемонии за пречек на студентите. Новата академска 2019-2020 година денес започна на двата универзитети во Тетово. На Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово студиите ги започнуваат повеќе од 620 студенти, бидејќи пријавувањата уште траат. На традиционалниот пречек на студентите од прва година се обрати ректорот Абдулменав Беџети. Почитувани студенти, следите ги сите правила, следите ги сите упатства кои што се објавени и дел од нив се што не знаете, имате кај да се обратите. Но би ве замолил, бидете поредовни во училниците. Не само заради тоа што тоа е санкционирано со правилник, туку токму поради тоа што прво поминуваат и најлесно поминуваат тие што се присутни редовни во училниците. Затоа што имаат прилика директно да ги следат предавањата, вежбите, семинарите, па зашто не и практичните работи. Церемонија за почеток на новата академска година и свечен пречек на новите студенти се одржа и на Универзитетот во Тетово. Универзитетот во Тетово посвети внимание на интернационализација со цел да ги унапреди студиските програми и академскиот процес, согласно западните стандарди, како и развојот на академскиот кадар и истражувачката дејност. Стратегијата за соработка со другите универзитети во регионот и светот беше многу успешна, така што успесите не изостанаа, поддршката до вербата во овој центар на знаење никогаш не изостана. Образовно-научната понуда на нашиот универзитет, современите услови на студирање, меѓународниот престиж, стипендиите за студентите стимулираат и мотивираат илјадници млади студенти кои преку онлайн системот аплицираат и се запишуваат на студиските програми што ги нуди нашиот универзитет во академската 2019-2020 година. По церемонијата символично беа доделени првите индекси на студенти од прва година од 12 факултети на Универзитетот во Тетово. Ивана и Драгана од Тетово имаат вдомено неколку бездомни кучиња, а истовремено ги хранат и останатите кои се по улиците. Велат дека кучињата можат да дадат неизмерна љубов. Љубовта кон животните кај Ивана се родила пред неколку години кога нејзината сестра Драгана згрижила болно улично куче. Најпрво се противела на оваа нејзина постапка, но сега и таа има вдомено куче. Првото куче ни е вдомено пред околу 5 години. Го донесе мојата сестра од Скопје, се вика Лара. Моето куче што го имам јас домено е више година дена кај нас дома. Моето бебенце расти исто заедно со неја. Си живееме сложно, во љубов. Сакавме да помогнеме. Лара, сестра ми што донесе од Скопје, беше болна на почеток. И сакавме едноставно да ја помогнеме да преживее и да ја пружиме љубов каква што заслужуваат, зашто животните заслужуваат љубов. Ивана вели дека се ретки таквите како нив, но за среќа ги има. Со сопствени средства бездомните кучиња ги носат на ветеринар, каде се стерилизираат или вакцинираат, а исто така им купуваат и храна. Се грижиме за уличните кучиња со стерилизирање, кастрација, стерилизирање, им даваме храна, колку што можеме со пари од наш џеп, им помагаме. Само ние сме граѓани, љубители на животни. Претежно сме од женски пол. Во населбата блок 70 изминатиов период страв кај населението создаваше глутница кучиња, која слободно се движеше по улиците. Оваа група на љубители на животни се обратиле до надлежните за решавање на проблемот, но не наишле на разбирање. Врска со таа хаска што беше во блок 70, побарано е помош од стационарот кој е направен кај Палма Мол и од ЈКП. Од таму бев одбиена за помош, дека тоа не е нивна работа. ЈКП ја префрля топката на стационарот, стационарот на ЈКП и така да ние љубители на животни успеавме да ја заловиме хаската и да ја префрлиме на сигурно, каде што ќе биде додека не помине периодот за парење.
Наша екипа направи анкета во која граѓаните велат дека кучињата се носат од други градови, а според чипот на едно од нив, се гледа дека тоа било згрижено во Гостивар. Па има, може би, повеќе од еден месец. Да, од еден месец. Како да ги донесоја со комбе, ми се чини мене. Па навистина проблемот е последно време загрижувачки. Опасно е. Немат кучиња врват по 12-15 тајфи, слушаја. Ние сме овде све со деца мали, со овој. И проблем е, тешко. Одиме ние постарите ги ваѓаме, ги носиме у градинка, школу. Ебе нешто да превземе државата. Дали стационари, дали нешто треба. Многу ги има. А слушнав ги носи од други градови и ги истовара горе на калето наше. Групата граѓани љубители на животни апелираат бездомните кучиња да бидат згрижени од страна на надлежните, бидејќи доаѓаат зимските месеци. Државата ја заборава историјата на народно-ослободителната борба, а нивните наследници, Сојузот на борци, ги остава со блокирани жиросметки. Голем дел од општинските организации на Сојузот на борци или се со блокирани жиросметки, или пак на сметките имаат 0 денари. Таква е општинската организација на Сојузот на борци од Тетово. Отаму вела дека поради ваквата состојба тие се помалку може да ги организираат државните празници, но и да ги одржуваат спомениците од НОП, иако тоа е обврска на локалните самоуправи Министерството за култура, но поради нивниот игнорантски однос од децении, Сојузот ги презема работите во своји раце. Најголем проблем е финансиската состојба. Веќе не имаме никакви финансиски средства, не само Тетовската општинска организација, туку и другите општински организации. Главниот одбор има затворена сметка, со затворени сметки се и другите општински организации на ниво на држава. За среќа би рекол, нашата сметка се уште стои, не ни е затворена, меѓутоа средства, тешко ку будеме со средства, се снаоѓаме со донации и слично. Што се однесува до спомениците, како што забележувате и на самото ова место, тие веќе се фрлени во заборав, никој не се грижи, останува нашето членство тоа да се грижи, да наоѓаме спонзори, да некој од нив ги ревитализираме, меѓутоа и за тоа се навистина потребни средства, а лично сметам дека токму Сојузот на борци на ниво на држава и она што тие го направија во текот на изминатите периоди, а тоа е создавање на држава, дека треба некој да обрне внимание и да каже дека тоа навистина е дело на Сојузот на борци, на народно-ослободителната борба и дека тоа не треба така да се остави во заборав. Тој смета дека и политиката игра важна улога во зачувувањето на спомениците и организирањето на државните празници. Тука секако би сакал да се надовржем како организација општинска дека и политиката игра многу важна улога и дека навистина никој со прст не мрднува околу тоа. Ние знаеме во изминатите години дека многу од спомениците на паднати борци беа намерно скрнавени, намерно рушени, некои фрљани како бисти во реката Вардар. Инаку Сојузот на борци од Тетово веќе 13 години води борба со локалната самоуправа од Тетово да ги врати бистите на хероите Џоце Стојчевски Амбарчи и Тодор Циповски Мерџан, кои во 2006 година беа незаконски отстранети од страна на самата општинска власт поради реконструкција на градскиот плоштад. Неколку здруженија на лица со хендикеп денес разговараа за предизвиците со кои се соочуваат, со фокус на локалните самоуправи низ градовите и нивната имплементација на одредбите од Конвенцијата за лицата со хендикеп. Средбата е дел од проектна активност со која покриен североисточниот и полошкиот регион. Колку локалната самоуправа ги спроведува одредбите од Конвенцијата за лицата со хендикеп, на оваа тема разговараа неколку здруженија, обидувајќи се да изнајдат решенија за предизвиците со кои се соочуваат лицата со хендикеп. Целта е да ги гледаме политиките на локалната самоуправа како ги третираат лицата со посебни потреби. Тука се подразбира како се имплементира и Конвенцијата на
лицата со посебни потреби, бидејќи ние сме подписници како држава и имаме задолжително треба да го имплементираме тие. Тука денеска имаме покането многу здруженија, разни експерти, професори, лица со посебни потреби, каде што ќе биде разговарана за проблематиките и зашто некои работи не може да идат напред, кои се пречките. И реално во рамките на овој проект ќе има една истражување, каде што на крај од сите активности ќе бидат собирани и ќе се има една публикација и ќе се има една констатација за ситуацијата која е моментално за лицата со посебни потреби. Од здруженијата велат дека е и важно на кој начин општините ги креираат буџетите, односно дали се во согласност со одредбите на конвенцијата. Генерално, Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп е донесена во рамките на Обединетите нации од 2006 година и Европската унија како унија ја има ратификувано и пристапено кон ратификација на оваа конвенција, со што и Европската унија е обврзана сите своји директиви, сите своји политики, сите своји стратегии исклучиво да ги базира и да ги преработи, да ги усогласи со Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп. Тоа значи нашата држава пред пристапувањето кон Европска унија мора да пристапи кон целосна имплементација на оваа конвенција. Без оваа конвенција не можат да бидат остварени правата на лицата со хендикеп. Оваа конвенција е имплементациона, тоа значи дека не генерира или не создава некакви посебни права за лицата со хендикеп. Ова е имплементациона, односно насочена конвенција, договор кој што им дава стрикни насоки, правила и принципи кои што мора секоја една држава да ги исполни, за да можат граѓаните со хендикеп да ги остварат своите права. За разлика од останатите конвенции, останатите договори, оваа конвенција за прв пат прави симбиоза и спојување на граѓанските политичките права со економските, социјалните и културните права. Оваа средба е во рамките на проект чиј финансиер е Мобилитас, заедно со Хендикеп Плюс од Крива Паланка, а партнер е издруженијето Активен живот од Тетово. Со проектот се покриваат североисточниот и Полошкиот регион. Волк усмртил 40 овци, 15 повредил, а 40 побегнале од стадо на жител од тетовското село Вејце. Полицискиот билтен регистрира и тепачка на ученици пред средното земјоделско училиште Моша Пијаде во Тетово. Жител на тетовското село Вејце вчера пријавил дека во периодот помеѓу 28 и 29 септември ватарот на село Бозовце, дивеч, најверојатно волци, му смртиле 40 овци, 15 повредиле, а 40 избегале и воопшто не се вратиле во неговото стадо. Вчера пак околу 14 часот бил нарушен јавниот ред и мир. Се случила физичка пресметка помеѓу две групи ученици на возраст со 17 години од тетовските села Одри, Пршовце, Непроштено и Палчиште. Според очевидци, тепачката меѓу учениците се случила пред средното земјоделско училиште Моша Пијаде во Тетово. Ноќес околу 1 часот од тетовското село Горно Палчиште, полициски службеници на СВР Тетово ги лишиле од слобода 26 годишник од Голема Речица и 18 и 17 годишник, двајца од Тетовска Мала Речица, затоа што при преглед кај нив била пронајдена марихуана. Тие биле задржани во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот против нив ќе биде изготвен соодветен поднесок. Поради сомнение дека е сторител на неколку тешки кражби, минатата и оваа недела во Тетово и Гостивар, полициски службеници на СВР Тетово го лишиле од слобода 19 годишниот ДЖБ од тетовското село Тушиште. Тој бил задржан во полициската станица Тетово и по целосно рачистување на случајот против него ќе биде поднесен соодветен поднесок. Престојниот викенд и на поширокото полошко подрачје ќе биде отворена новата ловна сезона. Со цел навреме да се превенираат незаконските постапки на поединци, а и ловџиите навреме и непосредно да бидат информирани за последиците од таквите постапки, СВР Тетово апелира доследно да се почитува законот за лов. Незаконитиот лов представува кривично дело, за кое се предвидени парични казни затвор од 3 месеци до 3 години. Санкциите за непочитување на одредбите од законот за лов се мощни и ригорозни и доследно и без исклучоци ќе се применуваат кон сите подеднакво, без разлика дали станува збор за ловџи и почетници или за искусни поклоници на овој рекреативен спорт, односно хоби, соопштуваат од СВР Тетово. Инаку со започнувањето на новата ловна сезона, СВР Тетово во соработка со другите служби значително ќе ги засили контролите низ ловиштата на подрачјето и ќе презема соодветни превентивни и други мерки за спречување
откривање и санкционирање на незаконскиот лов. Гостиварецот Дејан Крстевски го издаде своето четврто книжевно дело. Се работи за стихозбирката Херои од хартија. Деновиве излезе од печат најновата книга од авторот Дејан Крстевски од Гостивар, насловена како Херои од хартија. Ова е четврто книжевно дело од перото на младиот гостиварец. Новата книга е збирка поезија, која што содржи 37 песни, кои што настана во изминатиот период од 2 години од прилика. Тематски повторно сум задржан, значи насочен во главно кон животот и кон човекот. Можеби као една нова тема ми се наметнува критика една кон општеството и модерниот начин на живење. Но сепак, мислам дека се потрудив да ја направам колку што е можно поинтересна и поприступачна за сите читатели. Пренесуваме на поинаква порака. Не знам дали ќе им се допадне на читателите или не. Се надевам дека повторно ќе се пронајдат во моите стихови. Рецензијата за книгата ја напиша новинарот и публицист од Гостивар Киро Кипроски, кој потенцира дека Крстевски со стиховите на извонреден начин го представил животниот пат на човекот, преку сите страдања, морални двоумења, падови и издигнувања. За пораката што сака да ја пренесе преку своите песни, авторот открива. Пораката е многу едноставна и искрена, како што и самата книга го носи својот наслов Херои од хартија. Херојството е навистина широк термин, но јас се обидов да пишувам за кашливоста на душата. И всушност тоа го сметам за најголемо херојство во денешно време, еден доказ дека се уште сме живи, дека се уште не боли, дека се уште чувствуваме и дека даваме одреден бунт кон она што не ни се допаѓа. Херојот е преширока категорија за да се објасни во една книга, но тоа за мене представуваше голем предизвик, вели Крстевски. Хероите од хартија се моите песни. Тие се искрени, тие се наменети кон читателите. Секој стих е засебна приказна, а оваа книга е мој подиум од кој што им се обраќам на моите читатели. Книгата ќе биде наскоро промовирана, кажи ни нешто околу тоа. Промоцијата е веќе закажана, ќе се одржи на 3 октомври во културниот дом Кочо Рацин, попознат како Дом на градежници во Скопје. После тоа ќе следува исто така и промоција во Гостивар. Промоцијата на стихозбирката ќе се одржи на 3 октомври во 18 часот во Домот на култура Кочо Рацин во Скопје. Херои од хартија во текот на месецов ќе биде промовирана и во Гостивар. Првото дело на Дејан Крстевски, збирката Раскази Поглед кон небото, е издадена во 2014 година, пошто следуваа книгите Луѓе без лица и Чист хероин. Петта година поред ликовниот уметник Славчо Максимовски ќе го пренесува своето знаење на деца и возрастни, кои покажуваат интерес за основите на ликовната уметност и сликањето. Од денес започнуваат уписите, а во Тетово ова е единствена ваква работилница, која функционира со поддршка на Музеот на Тетовски крај. Уписите почнуваат од денеска, значи први до 10 и се надевам дека на 12 ќе почнеме со часовите за оваа година. Значи веќе петта година поред како што се одржува оваа ликовна работилница, по втор пат во соработка со Музеот на Тетовски крај. Веќе втора година се одржува во просториите на Музеот на Тетовски крај и значи нема граница за, значи единствената граница е да бидат постари децата од 7 години па натака, затоа што мислиме дека тоа е најдобра возраст да се почне со креативно изразување на малите деца. Што точно учите? Основи се на цртање, да ни објасниш? Учиме, значи, основите на ликовното подрачје, ликовни елементи, принципи и нормално, значи, визуелен пристап кон се тоа да се вклопи во една целина, во една убава дали графичка или сликарска или цртачка идеја, значи техниките на ликовното подрачје. Колку време трае работилницата и дали на крајот
си организирате по минатите години, нели изложби на сето што е сработено? Така, значи се одржува, да кажам, 6 до 8 месеци, фактички како една учебна година. И секако на крајот имаме една годишна крајна изложба каде што покажуваме што е тоа што членовите го сработиле. Можам да кажам дека во изминатите години имавме членови кои што се од 7 години па до 30 години. Исто тоа што може да се напомене дека имаме можеби 15 деца кои што го продолжија своето образование во средното уметничко училиште во Скопје и две наши членови кои што се на Ликовната академија, што за мене представува секако гордост, тоа е гордост и на градот. И се надевам дека суштината на педагошката работа е да се произведуваат, значи, кадри кои што ќе продолжат нашата работа и се надевам дека ќе имаат успех секако. Ова е, претпоставувам, единствена ваква работилница во Тето. Така, затоа беше и нашата идеја да се оформи ваква работилница, затоа што нема, а можам да кажам дека од почетокот па до сега имаме околу 100 членови кои што биле на некаков начин дел од оваа работилница. И мислам дека тоа е еден добар успех за овој мал град како што е Тетово. Ние имаме квалитетни уметници и повозрастни и од помладата генерација, меѓутоа степенот на развиеност на културата е многу мал во споредба со другите цивилизирани, да речем, центри низ Европа, затоа што сум бил сведок да видам како функционира тоа таму и мислам дека треба многу да се работи на подобрување на културната свест овде, затоа што е на многу низок степен. И се надевам дека со оваа наша иницијатива барем малку ќе допринесеме да се подобри тоа, затоа што мислам дека овие деца кои што се тука и сакат, а имаат голем интерес, треба да се поддржат секако. Тетекс, беса и речица остануваат со максимален ефект по одигрувањето на второто коло на третата Лига Запад. Трите екипи забележаа убедливи победи против своите противници. Три екипи остануваат со максимален број на бодови после одигрувањето на второто коло на третата Лига Запад. Фудбалерите на Тетекс забележаа најубедлива победа ова коло, откако на домашен терен го совладаа Зајас со 6:1. Резултатот беше отворен во првото полувреме со головите на Бојан Михајловски и Валјон Зечири, додека во вториот дел капитенот Маријан Билбиловски постигна 2 погодоци, а поеднаш во листата на селците се запишаа Синиша Јовановски и Бојан Михајловски. Почесниот погодок за гостите од Зајас беше дело на Исмаил Исмаили. Беса од Добридол со високи 5:0 славеше на гостувањето во Чегране против Арсими. Бледар Селими постигна 3 погодоци за Беса, додека поеднаш беа прецизни Блен Джемаили и Белу Небију. Екипата на Речица, која исто така има максимален ефект во досегашниот тек од првенството, на домашен терен го совлада Трабзонспор од Бањица со 3:0. Головите за екипата од Голема Речица ги постигнаа Дурим Саити, Джеват Шерифи и Арбнор Мехмеди. На останатите надпревари Љуботен беше поразен на домашен терен од Камењане со 3:1, иако на полувремето имаше водство од 1:0, додека Нераште со 2:0 го победи Флемуртари. Кичевски напредок славеше со 3:0 на гостувањето во Гостивар против Пролетер. На табелата Тетекс, Беса и Речица имаат по максимални 6 бодови. Нераште, Арсими, Камењане, Напредок, Пролетер и Зајас имаат по 1 победа и 1 пораз, односно по 3 поени. Додека на дното од табелата се Трабзонспорт, Флемуртари и Љуботен без бодови. Идното коло ќе се одигра следниот викенд, а најинтересно ќе биде на надпреварот во Горна Бањица, каде ќе се сретнат Трабзонспорт и Тетекс. Времето денес беше сончево и топло со мала до умерена локална облачност и со слаб до умерен ветер претежно од јужен правец. Температурите се движеа во интервал од 13 до 27 степени Целзиусови.
Времето утре ќе биде претежно сончево и топло, со слаб до умерен ветер од јужен југоисточен правец. Температурите ќе се движат во интервал од 12 до 28 степени Целзиусови. Со временската прогноза ги завршуваме вестите. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!